Отварате канцеларијата, меѓутоа таа истата функционира веќе 7 месеци, во кое близу 700 граѓани ве посети и имаа разговор со вас. Таа истата работи од 10 мај, од денот кога ние сме верификувани како пратеници во Собранието на Република Македонија. Бројката на досега примени странки тука во мојата канцеларија е точно 673, кои што во изминатиот период секој петок ги примаме тука во периодот од 10 часот па се додека има и заинтересираност за странките. Вие сте единствен пратеник македонец од Гостивар. Дали тоа значи дека ги застапувате сите граѓани на град Гостивар без разлика што не се дел од вашата партија? Токму така, не само македонците, туку и сите останати луѓе тука од Гостивар, без разлика на политичка, партиска и верска припадност, без разлика дали се работи за македонци, албанци, роми, турци и останати, слободно може да пристапат, да дојдат во периодот кој што го спомнав и да се распрашаат за работите кои што ги тиштат. Инаку, за ваше сознание, во изминатиот период, покрај македонци, доаѓани се и припадници од албанската етничка заедница, од турската, а добар дел и од ромската етничка заедница. Фактот што во изминатиот период сме работеле на случаи каде што не интересирала политичката припадност, како што беше случајот во село Томчевиште, како што беше случајот со рушењето на 4 македонски куќи во населба Јана, која што мостот го спојува со населба Дутло, каде што луѓето апсолутно не беа партиски ориентирани, а ние посредувавме и го решивме случајот на општо задоволство за сите, покажува дека јас како пратеник се грижам за сите тука во Гостивар без разлика на нивната политичка, партиска или верска припадност. За време на локалните избори и за време на парламентарните избори точно со датум конкретно имавте започнување на проектите и завршување на проектите. Сето она што го имавте во програмата е веќе исполнето. Единствен незавршен проект, ако е започнат, е мостот на реката Вардар. Дали подготвувате нови проекти и дали тие истите веќе се на разгледување? Токму така, на наше задоволство може да кажеме дека сето она кое што го имавме зацртано во програмата, поточно јас како кандидат за градоначалник на локалните избори 2013 година, веќе е на некој начин остварено или во фаза на реализација. Останува уште мостот кој што населбата Јана ќе го поврзе со населбата Дутлок и со тоа сите наши проекти ќе биде реализирани. Останува да седнеме, нашата партија да седне огранокот на ВМРО да помне, да видиме понатака, да подготвиме нови проекти, се во интерес на граѓаните на Гостивар да бидат уште повеќе задоволни. Спомнавте 673 граѓани биле во вашата канцеларија, веројатно поголемиот број од нив бараат вработување. Меѓутоа останатите со какви проблеми се соочуваат? Што тоа бараат од вас? Токму така, народот си има проблеми, ние имаме разбирање за нивните проблеми, во најголем дел се прашање за вработување, меѓутоа има и добар дел од инфраструктурен карактер. Искрено да бидам, барањата им се во добар дел и асфалтирање на улички или поготово во оние населби каде што се уште нема канализација. Ние во тој правец излеговме во пресред, им излеговме во пресред на жителите на населбата Света Петка, нормално во соработка со локалната самоуправа и со градоначалникот Невзат Бејта, каде што во овој период веќе е во фаза на реализација или во завршување канализацијата во Света Петка. Во должина од 3000 метри. Токму така, останува мал дел во населбата Питарница и добар дел за 2015 година, асфалтирање на улички во населба Млаки. Овие се во најголем дел барање од инфраструктурен карактер и има барање за улични осветлувања и нешто така споредбено околу чистотата во градот, кој што во соработка со локалната самоуправа многу добро го завршуваме. Дали се плашат граѓаните да дојдат? Што би им препорачале да дојдат слободно тука? Може би не се доволно информирани, токму и овој ден денеска официјално промовирање во тој контекст да граѓаните се запознаат дека има тука пратеници кои што може да одговараат на нивните барања во секој ден, а кај асистентите еднаш неделно во петок директно да се видат и со нас пратениците и јас ги охрабрувам и ги поттикнувам за било што да им треба, за какво и да е барање нормално од општествен
па некогаш и од личен карактер, од инфраструктурен или било како да дојдат тука да се упатат кај нас пратениците нормално без ветување дека можеме сите работи да им ги завршиме, меѓутоа дека ќе најдат на добар прием и нормално максимум да се направи од наша страна за да се излезе во пресред на нивните проблеми.